Двегодишната криза на еврозоната конечно стигна на овој самит. Европските лидери разговараат цела ноќ, 11 часа, со задача да го спасат еврото. Свесна сум и сите други се свесни дека очите на светот се свртени овде. Мора да покажеме дека можеме да се заштитиме од длабоката економска криза. И мислам дека вечерва ние, европејците, презедовме вистински мерки. Глобалните пазари се согласија. Акциите скокнаа низ Европа, Азија и Соединетите Американски држави. Но оптимизмот може да биде со кусвек, вели економистот Тобиас Блатнер. Сега прашањето е колку ова ќе трае и мислам дека тука стануваме скептични и дека оваа епизода ќе биде куса, едноставно затоа што самитот остави многу прашања отворени. Европските лидери се согласија на приод од 3 дела. Банките да бидат рекапитализирани со 100 милиарди евра, од заемодавателите на Грција, каде најмногу е изразена кризата, ќе биде побарано да отпишат половина од долгот. Европскиот фонд за спасување ќе биде израмнет на околу трилион евра во обид да ги покрие другите задолжени земји како Италија и Шпанија. Но не е доволно добро, вели Сајмон Тилфорд, главен економист во Центарот за европска реформа. Не се работи за нови пари, практично се вели, ние ќе ги покриеме вашите долгови ако имате тешкотии, но прашањето е дали ова ќе биде доволно да ги убеди инвеститорите да им позајмуваат нови држави. Не е јасно дека ќе биде. Во Грција, реакцијата на обични анкетирани граѓани е дека не веруваат оти ова нешто ќе помогне. Во Рим, договорот е пречекан со скептицизам. Токму од овие причини е значајно што за една недела многу од европските лидери повторно ќе се соберат на самитот на групата 20 во Франција. Таму, според аналитичарите, Европа ќе бара меѓународна поддршка од држави како Кина да им помогнат да го засилат договорот за долгот.